испраќам светлосен поздрав. Јас сум Верица Огњанова, спиритуален ментор, практичар по енергетска медицина и водител на семејни констелации. Денес, на овој вибрацијски ден, на саканиот ми Јосип Ѓорѓиев, кој што има исклучително значење за мене и за мојот род, бидејќи е тесно поврзан со една моја предка, која што е дел од мојот тим. Па, еве, започнуваме една нова етапа од мојата работа, на која што ќе се потрудам да ви ги доближам, објаснам, приближам на што е можно најлесен возможен начин за сите вас, кои што знаете, чувствувате дека може е време да се соочите, искусите со моќта на енергетската медицина и семејните констелации. Па, да започнеме со мојата приказна. Од мајка до ученик, од ученик до ментор, кој што служа. Веќе 4 години активно работам со поддршка, исцелување, разрешување на длабоки животни состојби, диагнози и трансгенерацијски трауми. Но мојот вистински пат започна со мојата девојка, со мојата сакана Јоана. Јоана беше мојот животен учител, мојот животен гуру, дете со Даунов синдром, но со мудрост, со чистота и љубов, која ги надмина сите земни дефиниции. Јас, која што бев класичен медицинар, лојална на класичната медицина, која што верував само на логика, само на доказ, само на протокол. Но Јоана ми отвори една нова врата. Кога лекарите, вперени со поглед во земја, кои што немаа повеќе одговори, на само кажуваа: тоа е Даунов синдром, нема лек. Но во мене тогаш се отвори нешто поголемо од логика, од рационалното, од тоа дека можам да верувам само на класичната медицина. Тогаш започна моето вистинско духовно будење. Во мене се роди длабоко знаење дека мора да постои друг пат. Пат што ќе донесе нешто подобро, поквалитетно и полагоден живот за мене и за Јоана. И таа нежно, сосема спонтано ме водеше од една врата кон друга уште подлабока врата во светот на енергетската медицина. Јоана ми ги отвори вратите кои сама никогаш не би се осмелела да ги отклучам. Но кога станува збор за дете, посебно за дете кое што знаеш дека има потешкоти, тие родители што го имаат доживеано знаат колку е тоа покретна, неверојатна сила во која што ти бараш начин. И така беше моето патување од година во година, отварав нови врати. Се до моментот кој што денес сме љубов, но во различни светови. Денес Јоана не е во физичка форма. Таков беше договорот на нашите души.
И во таа болка, во тој момент кога се соочив со мојата најголема травма, болка, губењето на своето дете, јас правев едно исцелување со еден духовен канал, кој што е едно најрелевантните за мене на Балканот. Првата реченица која што ја исканалира беше: јас ја донесов мама до таму каде што треба. Сега може сама. И навистина, во овие најтешки мои 15 месеци, во кој што секој издев болеше, таа повторно најде начин да ме креде. Во тој период и покрај големата болка, и покрај тоа што бев отихувана и исклучена од социјални мрежи, од разговори јас, и во најголемата болка продолжив да слушам, да поддржувам, да исцелувам стотина луѓе во Македонија и надвор од Македонија, бидејќи со енергетската медицина времето и просторот не се препрека. И особено најдлабоко ме допира кога моментот работам со луѓе кои што ја носат истата болка, истата травма, која што една душа може да ја почувствува, а тоа е физичката загуба на своето чело. Но еве денес моето присуство сигурно се уште е со причина на планетата Земја, бидејќи веќе на неколку родители со ваква травма и сум им помогнала или им давам надеж дека сепак има причина зошто сме тука. И тие со самото мое присуство ја отпуштаат својата тежина која што ја носеле со години. Тоа не е само работа, тоа е служба, тоа е светост. И длабоко знам дека тоа е наш договор на мене и Јоана, да помогнеме колективно, особено кога се работи за оваква травма, во која што сите сме програмирани дека треба да патиме. Да, болката ќе е тука. Секогаш, а наше е како ќе научиме да менаџираме со неа и да се носиме. Затоа сега накратко ќе дадам еден сегмент на нашата заедничка приказна со мене и Јоана. Мојот повик. Во 2021 година веќе бев сертифицирана по неколку енергетски техники, методологии, истражував и случајно дојдоа до мене семејните констелации. Во почетокот не знаев што точно се тие, но ја чувствував нивната моќ. Знаев дека треба да бидам присутна. Со мојот тогашен тренер, прекрасен човек, Иван Лапчевиќ од Србија, може би спроведивме над 100 констелации. Гледав, слушав, чувствував. Истовремено, менаџирајќи ја Јоана, помагав на бројни начини. Спроведував, организирав доста и работилници, учествував во многу констелации, а истовремено се грижев и за Јоана. Затоа често кажам, ако не знаете што да правите со себе во овој момент, тогаш служете. Тогаш ја чувствував навистина моќта за прв пат. Работата со енергетското поле и како
секоја заглавена емоција или трансгенерацијска траума знае нас да не го загорчи животот. Поминуваа години, јас завршував и се сертифицирав во други уште помоцни методологии. Нормално се оде паралелно на исцелување на својата болка, на своите трауми, учење, помагање. Само 2024 година и јас самата сосема случајно и непланирано да се запишам на обуката за тренер по семејни констелации. Она што 3 години го правев со срце, без очекувања, стана моја примарна професија, моја страст и моја екзистенција баш во мојот најтежок период, во периодот на тихување и во процесирање на најголемата болка. Секој дел што ќе го направите од срце се запишува некаде. Така, јас сложив во 2021 сосема случајно од срце на многу начини, затоа во мојот најтежок животен период постане моја примерна професија, а за резултатите и чудото на кои што сведочеа луѓето, да помагаш кога и ти самиот си во најголема болка, верувајте, од тоа нема нешто повеличенствено, поголем благослов. И верба да ти каже дека сигурно се уште штом си тука, си со причина. Затоа сакам за овие сите 15 месеци, барем помалку, на овој начин да ги доближам моќта на се оно што се спроведува на моите работилници, каде што на мој уникатен начин ги доближувам до луѓето моите енергетски техники и магијата на семејните констелации. Мојата душа танцува секогаш кога ќе се разреши некоја траума, една судбина или не едно заборавено или одземено достоинство. Да го вратите достоинството, например, на една жена која што е силувана пред 100 години, жена која што никогаш не смела да зборува, да ја дадете место на таа душа која што била избришена, да се ослободи плач кој што можеби од 5 генерации бил затворен. Верувајте, тоа не е нешто што нема цена. Тоа е работа која што ја чувствувам како служба за Македонија. Бидејќи со секоја разрешена траума, таа се запишува директно во морфогенетичкото колективно поле на мајка Македонија. Затоа секој круг, секоја работилница, секоја спроведена групна работа, семејна констелација е исцелување и на нашиот народ, исцелување на една семејство, на еден род, на една тивка мудрина, мудринка која што конечно ќе се претвори во светлина. Знам и верувам дека на многумина се уште ова е премногу абстрактно и како е возможно ова да функционира. Но затоа би сакала да се послужам за момент со зборовите на нашиот величествен Тесла, кој што и самиот ми кажа, ако сакаме да ги разбереме тајните на универзум, тогаш размислувајте во насока на енергија, вибрација и фреквенција. Науката одамна пристигна таму каде што духовноста секогаш стоела. Квантната физика одамна исто има откриено дека енергијата никогаш не исчезва. Таа само може да го промени својот облик. Ако знаеме дека секоја наша емоција
е всушност енергија во покрет, енергија во движење. Тогаш, што би се случило со емоцијата која што е 100 години потиснувана? Дали сте размислували? Таа емоција не може да се изгуби, таа енергија во движење, туку се претвара во блокада, во тежина, во симптом, во болест, во болка која не исчезнува, туку се пренесува од генерација на генерација. Со се додека некој кој што е транситен карактер, некој кој што одбрал народски да биде црната овца и да каже доста е. Тие што се одбрани многу добро ме разбираат за што зборувам и многу добро знам дека ќе го слушнат позивот и на нивната душа. За оние кои што се уште нивниот когнитивен дел се прашува дали е ова возможно, ја препорачувам книгата Не почна со тебе од Марк Волен, која што е полна со научни докази, факти за тоа како се пренесува трансгенерацијската травма. Не знам, за мене отсекогаш ми било логично дека ако ние можеме да наследиме очи, нос, движење на телото од некој наш предок, од нашите родители, ако нашето физичко тело може да се реплицира, зошто не би можело и нашите енергетско тело, и нашите енергетски отпечатоци да преминат во потомците. Знам дека за да го сватиме пренесувањето на енергетската травма, треба да веруваме и да се отвориме со срцето. Но затоа ја секогаш ги користам зборовите на нашиот Месија, на нашиот небесен татко, кој што ја кажа за мене една од најголемите мудрости. Блажени се тие што ќе поверуваат, а нема да видат. Значи, вербата не доаѓа од физичките очи. Вербата доаѓа кога ќе се дозволиме да погледнеме со очите, од срцето. Јас верувам од очите на срцето. И од тие очи ја гледам секоја трансформација која што се случува во секој свет круг и на секоја работилница. Се надевам дека ова мое излагање ќе ви разбуди прашалници, ќе ви разбуди повик, инспирација, ако ништо друго, барем се ја купите книгата, да почнете да истражувате и што е можно повеќе да се дозволите на вашите очи, од вашето срце, да ве водат. Како мојата душа се здравува, така ќе споделувам сегменти од мојата приказна, од мудростите кои што ги живеев, осознав, заклучив од Јоана, мојот животен гуру, од целиот мој пат во овие особено 15 месеци, каде и покрај мојата најголема болка спроведев преку 300 констелации, преку 50 работилници, преку 50 бесплатни исцелувања за мајка Македонија. Затоа се надевам дека мојот пример ќе ви биде една инспирација. Ако денес ви доđете на било што, на било која болка, било која препрека, да се запрашате што таа сака да ви каже во овој момент. Го сакувам храброст и ве охрабрувам да станете и сведоци на собствената трансформација, на собствената слобода,
и да дојдете на некој од моите следни настани, следни работилници, за заедно да сведочиме на чудата, на трансформацијата, на љубовта. Блажени се тие што ќе поверуваат, а нема да видат. Тракам топол благослов. Доколку чувствувате, сакате да истражите нешто повеќе, разгледате во мојот сајт Верица Огњанова или слободно контактирајте ме за кратка индивидуална средба, па можеме ќе откучиме за што е спремна и што е најмногу потребно на вашата душа во овој момент. Ви благодарам. Испраќам љубов, светлост и вера.